civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господине Симовски, како течат финалните подготовки за почеток на пописот веќе за 2 дена? Со оглед на одложувањето на пописот поради пандемијата, вие имавте големи предизвици и со ангажирањето на попишувачите и со организирање на целиот процес. Дали и како се надминати овие предизвици? Пописот започнува за 2 дена. Ние сме целосно подготвени да започнеме со оваа операција и успешно да завршиме. Фактички сите подготовки се веќе завршени, сега остануваат уште многу ситни организацијски работи кои што треба да ги завршиме. Имавме проблеми, точно е, и со обезбедување на соодветен број на учесници во пописот. Не се погоди да заради летниот период, годишните одмори, случувањата со пожарите, пандемијата која што исто така почна да се шири во последно време, да имаме проблем во желбата кај граѓаните за учество во пописот да биде на соодветно ниво, меѓутоа како го разрешени се сите проблеми и мислам дека ќе во недела успешно стартуваме и дека ќе го завршиме пописот на како што сме предвиделе и во тој рок. Дел од граѓаните велат дека поради пандемијата нема да примаат невакцинирани попишувачи. Вчера и премиерот најави дека во тој случај, при вториот термин за попишување кој е предвиден и во законот, ќе ги посетат вакцинирани попишувачи. Како ќе се организира тоа? Дали попишувачите ќе им ги покажуваат сертификатите за вакцинирање на граѓаните ако ги побараат? Ако може да го објасните тој дел од процесот. Мислам дека воопшто, да, се слагам, пандемијата е опасна работа, сите сме уплашени до ден, случувајќи ми мене, верувам дека не постои човек кој што не во државата на планета кој што не е уплашен од оваа работа, меѓутоа елементарната работа е дали ние и сите заедно ќе ги почитуваме протоколите кои што за тоа се предвидени, а се точно со таа намена никој, буквално никој да не биде доведен во опасност да пописот биде причина за ширењето на пандемијата. Значи, ова е клучниот момент. Дали попишувачот ќе биде вакциниран или нема да биде вакциниран, дали граѓанинот ќе биде вакциниран или не, мислам дека ако ги почитуваме протоколите, тогаш тоа нема да има некоја значење. Меѓутоа, како и да е, сите оние кои што ќе одбијат да бидат попишани од лице кое што не е вакцинирано, иако најголемиот дел од попишувачите се вакцинирани, ќе обезбедиме во термин кој што заедно ќе го договориме со тоа лице да дојде попишувач кој што е вакциниран. Околу покажувањето дали ќе биде хартиен сертификат, дали ќе биде на телефон, небитно е во моментот. Битната работа е да тоа лице навистина биде вакцинирано. Меѓутоа, повторам уште еднаш, не е тоа клучниот проблем. Клучниот проблем е сите да ги почитуваме протоколите. Тогаш ќе бидеме сите заштитени. Бидејќи јас може да напратам сите вакцинирани попишувачи да бидат, ако е населението невакцинирано, тогаш го ставам во опасност попишувачот. Така да водевме сметка на овој дел, добивме многу ригорозни критериуми и ние ќе ги почитуваме до максимум. Сигурен сум, убеден и ќе инсистираме и ние на тоа и граѓаните да ги почитуваат овие протоколи, барем додека трае попишувањето. А што доколку некои од граѓаните сепак одбијат да се попишат? Законот предвидува дека попишувањето е задолжително и дека за одбивање следуваат казни и одговорност од страна на граѓаните што ќе одбијат. Последната работа која што сакаме да ни се случи е да казнуваме заради неучество во попис. Меѓутоа, ако е нужно потребно, ако не најдеме разбирање, ако после сите убедувања сепак одбиваат да бидат попишани граѓаните, тогаш ќе ги примениме овие мерки. Неколку политички партии од опозицијата повикуваат на бојкот на пописот. Кој е вашиот коментар? Мислам дека сум го повторил повеќе пати во јавноста. Тие кои што повикуваат на бојкот во суштина не им мислат добро на државата, не им мислат добро на сопствените граѓани. Пописот е општествено одговорна и нужна, потребна работа. Не би го правеле ако тоа не е во интерес на граѓаните. Значи, пописот треба да обезбеди еден солиден фонд на информации за сите граѓани врз основа на кој надлежните институции, фактори, бизнисот, било кој треба да креира развојни политики во интерес на граѓаните. Тоа е целата, тоа е идејата на пописот и затоа пописот се спроведува секаде во светот. И сите земји се решаваат да вложат и големи средства во целата оваа операција, ангажирање на голем број луѓе и време трајање на подготовки и така натаму.
Ако не, никој не би тргнал во една таква операција, ако за тоа навистина нема потреба и тоа голема потреба. Ние веќе 20 години немаме попис. Оваа држава нема елементарна информација за тоа што не се случува со населението, колку сме, каде сме, какви сме, која е структура на население, каква ни е квалитетната на понудата на работна сила, каков е нашиот пазар, какви не се условите домување, какви се нашите услови за живење во тоа населено место, дали треба нешто се интервенира или не, што е тоа што ќе треба да биде приоритет и слично. Само врз основа на информација тоа можете да го определите. Ние за жал ги немаме. Ние многу работи можеби сме ги направиле залудно во изминатиот период, немало потреба за нив, ама не сме знаеле дека нема потреба, или многу работи воопшто не сме направиле, а имало нужна потреба од такво нешто. Бидејќи немаме информации. Целта на пописот е токму тоа. Сите овие кои што агитираат да не се отвара врата, да не се учествува во пописот, апсолутно немаат намера да ги штитат граѓаните, туку имаат намера да пропаднеме како држава и врз основа на такво нешто да утре евентуално добијат некакви политички поени, дојдат на власт или било што и да е. Затоа апелирам до сите да не ги слушаат ваквите апели. Тие не мислат добро за граѓаните. Ја злоупотребуваат особено состојбата со ковидот за да најдат некакво алиби зошто повикуваат на такво нешто. Ние ги убедуваме сите граѓани дека нема во никој случај никого да доведеме во опасност да ја шириме пандемијата. Колку сте задоволни од соработката со институциите, политичките партии, граѓанските организации за спроведување на оваа операција и дали има простор за подобрување во соработката и ако има, каде? Простор за подобрување на соработка секојаш има и секојаш ќе има. И тој се надевам дека никош нема да биде ограничен. Прво ми е драго што најголемите политички субјекти дадоа поддршка на пописот. И тоа е добро и јас сум многу благодарен за тоа, меѓутоа толку, не ни треба повеќе од тоа, бидејќи сепак е ова една стручна операција, една професионална операција која што треба ние како институција да ја спроведеме на најпрофесионален можен начин. И до тука апсолутно сум среќен што ја имаме таа поддршка. Одредени помали политички субјекти, како што премалку споменавте, кои што на крајот на крajот се дури беззначени во смисло на своето влијание, сепак се настојуваат од некои си своји лични политички причини да ја уништат оваа операција и не би сакал повеќе да коментирам, бидејќи веќе кажав што мислам во тој дел. Комуникацијата со невладиниот сектор ја започнаме уште многу пред да стартуваме со официјалните подготовки за пописот. Значи, креирањето на содржината на пописот, техниките, објаснувањето на потребата зашто сакаме така натака, бевме во комуникација со сите. И не само од невладиниот сектор, туку и оние кои што се најзаинтересирани, односно како корисници на податоци. И да формираме содржината, меѓутоа и да ја добиеме поддршката, бидејќи ни е неопходна. Се надевам дека никого не сме изоставиле во овој дел, секогаш можело и повеќе и подобро, меѓутоа бевме секогаш отворени за да чуеме секаква и критика, но и понуда на одредени решенја, потреби кои што евентуално можеби не сме ги согледали и слично. Ајде за крај, пред почеток на пописот, една ваша порака до граѓаните, политичките партии, медиумите и граѓанското општество. Вие веќе ја кажавте, меѓутоа една... Па ајде и веќе повторам. Прво до политичките партии. Благодарам многу за поддршката на пописот што ја даваат, меѓутоа замолувам тука да застанат во тој дел, да не го злоупотребуваат оваа операција во интерес на изборните цели кои што треба да се случат многу скоро. До граѓаните, верувајте ни, ова е операција која што е за вас, за нив битна. Сите овие податоци се во интерес, уште утре почнат да се креираат политики кои што ќе бидат вистински оние прави политики на развој врз основа на солидни и квалитетни информации. Не подлегнувајте на притисокот кој што го имаат одредени субјекти да не отварате врата, да не учествувате во пописот. На тој начин си правите штета само себе си и на сите нам. Дајте да бидеме сериозни, ни требаат овие податоци, единствената земја во Европа, а сигурно сме меѓу малкуте во светот кои што нема спроведено попис 20 години. Ова е операција која што нам ни е битна, на граѓаните, пред се. И сите останати. Дајте поддршката, медиумите, благодарам многу до сите медиуми, кои што навистина се максимално заинтересирани, ја даваат постојана поддршката, сме постојано во јавноста, се интересираат за оваа операција, меѓутоа замолувам, игнорирајте ги сите овие антикампањи за пописот.
civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.